Курце Ѓорѓиевски денеска го прими уверението дека е градоначалник на Скопје. Од вечерва почнува и одбројувањето на 72 часа кои самиот тој си ги постави како рок за исчистување на градот. Скопје го менуваме од корен. Уште од вечерва во 20 часот и 30 минути започнуваме со првата голема акција, а тоа е за 72 часа да го исчистиме Скопје токму како што ветив, најави тој. За утре Ѓорѓиевски најави започнување со темелна реорганизација на јавните предпријатија. Акцијата за чистење ќе стартувала од паркингот кај спортската арена Борис Трајковски. Ќе чистиме се, контейнери и канти кои со недели не се испразнети од ѓубре, истакна новиот градоначалник. Локалните избори денеска официјално завршија и во град Скопје и во уште 29 општини на кои се одлучуваше во вториот круг, откако Државната изборна комисија ги официјализираше резултатите. За 3 општини, Брвеница, Карпош и Шуто Ризари, каде што има приговори, ќе се почека завршувањето на правната постапка. Од денеска вториот мандат почна за Дејан Митески во Аеродром и на Горан Герасимовски во Центар. Истекуваат последните денови, па дури и часови од мандатот на градоначалничката Данела Арсовска. Ќе има ли таа обемен извештај за сработеното како што имаше обемна програма и ветувања кога дојде на функцијата? Скопјани треба да слушнат и видат што се реализирало, каде се трошеле градските пари и по што треба да го памети нејзиниот мандат. Таа пред 4 години вети многу убави и потребни проекти како што се 5 нови мегапаркови, 5 нови булевари, обновена универзална сала, како и набавка на 250 нови еколошки автобуси. Беше ветено и најдобар луна парк на Балканот, жичарница од Скопје до Средноводно и садење на 100.000 дрвја секоја година. Имаше во нејзините планови и други проекти. Например, во јануари 2024 година таа вети целосно чистење на напуштената депонија Вардариште. Објаснување и отчет за реализираното на сето тоа јавноста го очекува. Дали ќе се случи, зависи од пристапот и одговорноста на Арсовска. Ќе се надополнува возниот парк кој го врши јавниот сообраќај во Скопје. Новиот скопски градоначалник Курце Ѓорѓиевски кажа дека веќе разговарал со дел од стручните служби на ЈСП и се преземаат итни чекори во насока на адаптирање на сите оние автобуси кои со месеци стојат неисправни. Воедно веќе од утре од приватните превозници дополнителни 60 на автобуси ќе бидат пуштени во оптек. Се очекува ова во првиот момент барем малку да го нормализира транспортот низ Скопје. Агенцијата за храна и ветеринарство запленила небезбедна храна од непознато потекло во возило на подрачјето на Чучар Сандево. Како што денеска информираат оттаму, по добиена пријава со интервенција на полицијата, во возило се пронајдени 1060 килограми кршени ореви и 581 килограм кикирики без идентификација, со непознато потекло и без потребни информации за потрошувачите. Во рамки на истата пратка со надзорот најдени се и 900 килограми индиски ореви со декларација, бидејќи производите биле без соодветна документација за потекло и квалитет, согласно Законот за безбедност на храна, затекнатите количини се прогласени за небезбедни и истите ќе бидат уништени, велат од АХВ. Полицијата денес пронајде бомба во гаража на Битпазар. Ова го потврди од МВР, кои објаснуваат дека добиле пријава од во 1 часот лице влегло во гаража во семејната куќа на друго лице и поставило бомба во неговиот автомобил. Полициски службеници излегле на местото и по преземени мерки кај возило Фијат со скопски регистарски ознаки е пронајдена бомба М75 врзана со жица на рачката на возачката врата. Исто така извршен и преглед во друго возило во сопственост на неговиот брат, при што во гепекот е пронајдена една кутија со 100 куршуми за автоматско оружје. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во непосредна близина на паркот на Шахот во населбата 11 октомври, денеска општина Киселавода организираше акција за пошумување. Беа засадени 20 нови дрвја како почеток на серија акции за дополнително зазеленување и унапредување на животната средина во општината. Своје дрвце засади и новата градоначалничка Бети Стаменковска Трајковска. Доделена е стипендија на 82 ученици од општина Центар кои покажале високи резултати во науката, техниката и културата. Доделувањето го направил лично градоначалникот.
Тоа е ретка прилика да ги видиме младите уметници на дело, секој со својот автентичен талент. Вистинско задоволство за душата, рече градоначалникот Герасимовски. Инаку месечниот износ на стипендијата ќе изнесува 3500 денари и ќе се доделува на учениците до крајот на учебната година.